Високите бројки на починати и заразени со коронавирус во земјава станаа секојдневие, а надлежните допрва ќе утврдуваат на што се должи тоа. Само во последните 7 дена битката ја изгубија 41 пациент, а меѓу нив за жал имаше и млади. Денеска 6 пациенти им подлегнаа на симптомите на COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче признава дека бројките се загрижувачки, но според него не грешиме никаде. Никаде не грешиме. Мислам дека уште на почетокот укажуваме на целокупниот процес како се одвива јавно, транспарентно. Приметуваме во изминатите неколку денови дека нешто е зголемен процентот на позитивниот, вкупниот позитивни случаи, вкупниот број на направени тестови. Земјава урива црни рекорди. Во регионот Македонија е на неславното прво место по бројот на починати на милион жители и на 21 место од 200 земји во светот кои се соочуваат со пандемијата. Светскиот просек е 120 починати на милион жители, а земјава со 327 починати го надминува за 2,6 пати. Анализите на епидемиолошката состојба во земјава се во тек. Првиот човек на здравството најави дека најдоцна до понеделник ќе се знаат причините за повторниот пораст на заразени и починати. Тој не ја исклучува можноста за преземање по радикални чекори и враќање на рестриктивните мерки. Комисијата за заразни болести викендов ќе разгледува и можноста за целодневна настава во училиштата, а одлуката за градинките останува на сила, оти како што вели министерот, веќе се развиени алгоритми како ќе се постапува доколку дете се дијагностицира со COVID-19.